Владата го подготвува теренот за посилни, поодржливи и поквалитетни општини. Министерот за локална самоуправа Златко Перински ги представи активностите за формирање ресурсен центар, институционален механизам кој ќе биде долгорочна поддршка за општините за зголемување на ефикасноста при реализацијата на проектите кои треба да донесат локален развој. Центарот ќе понуди експертска помош во делот на планирањето на локалниот и регионален развој, финансиско управување на општините во делот на подготовката на техничката документација за капитални инвестиции и меѓуопштинска соработка, како и во делот на административниот менеджмент. Концептот што оваа влада го нуди се однесува токму на тоа. Систематизирана и институционализирана поддршка во функција на реформа на локалната самоуправа во форма на ресурсен центар за поддршка на општините, една контакт точка која што ќе понуди изводливи и одржливи решенија за зајакнување на капацитетите на општините. Со овој пристап Министерството најавува дека општините ќе добијат трајна логистика и експертиза, за да можат побрзо и поефикасно да ги реализираат проектите што ќе значат подобар живот за граѓаните. Експертите ќе бидат ангажирани преку јавен повик и во него ќе бидат вклучени сите од научната сфера. Значи, експерти од областите кои што се тангирани во рамки на Законот за локална самоуправа во оние 13 изворни надлежности кои што ги имаат градоначалниците. Перински потенцира дека експертите кои што ќе бидат ангажирани нема да бидат на постојан платен список, туку ќе добиваат надомест по учинок. Значи, доколку некоја општина ги ангажира, ќе си бидат исплатени за таа практична услуга која што испорачале кон одредена услуга. Центарот финансиски веќе е поминат на предпоследната седница на влада и е започнат со работа. Тој е поддржан од амбасадата на Швајцарија. Во однос на досегашната работа на општините со парите земени од поволниот унгарски кредит, владата генерално е задоволна од досегашниот учинок. Перински посочи дека дури 137 проекти од 288 се завршени. 138 се во завршна фаза и остануваат 2 проекти од првиот јавен повик, кои се уште не се со склучен договор со изведувач. Еден од овие 2 проекти веќе неколку пати ја поништил постапката за избор на изведувач, затоа што не може да најде, а за вториот проект една од општините ги чека средствата од првиот јавен повик, за да може наеднаш да тендерира, за работата да не оди во фази. Заклучно со 31 август владата ќе направи и анкета по општините за да види кој од нив во вториот јавен повик ги смениле, односно направиле ребаланси на буџетите за да може да склучуваат и отвараат постапки за јавни набавки за обезбедување на изведувачи за проекти.